Здраво, Македонијо! Ке работи човек, ке се спрема, ке си има план што да прави во стендап. И оп, ѓаоло ни ора ни копа. Па така, Венцислаус фон Муртинсдорф реши да настапи кај драгата Оливера Трајковска во Вин-Вин на Телма и да ми ги помати плановите, бидејќи секогаш кога тој зборува, јас слушам за да ви раскажам џанам. Вака одеше муабето. Добро вечер. На половина од мандатот во владата ВМРО-ДПМН успева да одржи исклучително висок рейтинг кој што му возможува супериорна позиција. Лош вовед во интервјуто за вечерашниот гостин на Оливера. Што правите кога слонот е во собата? За почеток секако, со одбир на добри теми, престанувате да го храните слонот директно во сурлата. Трајковска некогаш сака да ги подучува, користи интересни метафори, слонот, сурлата и така натака. Ке биде интересно ова. Зошто СДСМ е во таа стапица? Зошто го храни слонот? Умее ли да одбере подобро? Што е тоа за што треба да се препрашат внатре? Убаво е, благородно е да се храни слон, само да пазиш да не ти стапне на нога, тогаш боли. А внатре може да се препрашаат зошто не ги допреведуваат соопштенијата кои им ги пишува некој од Србија, односно толку ли се неспособни да не можат сами ни соопштенија да си напишат. Па тоа вчера изгледаше вака. Во реакцијата на говорот на премиерот од парламентот во кој на Венкота му кажа дека народот е незадоволен што крими комуњарите наместо во Апсана га сунчаат коковчето на јахти, СДСМ реагираше спомнувајќи дека време било за независно тужилаштво. Тужилаштво. И на Фейсбук и на вебсайт така го напишале. Предпоставувам дека и до медиумите така го пратиле. Ги објавив на Фейсбук, па се коригираа после неколку часа. Овие што ќе не спасуваа од србизација на Македонија. Ете, освен тоа, има и други прашања кои може да се ги постават, но за тоа, потоа што би рекол големиот светски мислител, јас. Имаат ли вистинска анамнеза? Што им се случува? Што им се случува? Не можев да одолеам, окей? Окей. Особено што кога нешто чудно ти се случува, може да причекаш на вистина да поминат уште 9 години. Понатаму? Тоа не е едноставен ребус. Во тој некаде е заглавен и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Опишан исто така како прилично суспектен. Знаете дека сте прв пат на интервју кај мене по 10 години политичка кариера. Тоа делумно зборува и за мене, веројатно и за вас. Веројатно повеќе за мене. Да, а не сте биле на интервју, затоа што секогаш сум имала чувство дека во вас има скромно политичко битие и дека човек во чии што очи не гледам страст за ова што е факултативна работа во принцип, не сум сигурна дека можам да гледам и визија. Нехаризматичен и човек без страст. Тој кој што технички седи, противниците велат, и таму го наместил Заев. Провокативен почеток, ама може би и стратешки. После ваков клизач на почеток, секој полудобар збор и пофалба подоцна може да звучи многу поверодостојно, разбираш. И не е невидено ова. Ајде подсетување кога тој што го наместил беше во иста прилика. Разговарам со Радмила Шекеринска, така стои во транскриптот, потврдувам дека е точно. Се чудам на незината нормалност или ненормалност, со прилично непристоен коментар. Дали си нормална, овој струмички селјак во 21 век да се заложиш, да го донесеш за лидер на македонската левица. И повторно размислувам и се велам, добро, може би е тоа така, затоа што тој созрева сега во еден неверојатно опасен процес. Ама од кај знам, ако има прилика да заседне на Илинденска број 2, може би тогаш ќе го видиме чудовиштето во него. И некои од професионалците ми кажат, овој човек оди ли на деконтаминација, користи ли услуги од професионалец, се видел ли воопшто некогаш со психијатар? Што во нашата конзервативна средина е безмалку дека ве правам луд. Како да ви верувам кога вие не сте способни внатре во својата куќа, во својот политички клуб, да престанете да се делите меѓу себе на заевисти, бранковисти, провинцијалци, елитисти и што уште не. Дали си нормална,
овој струмички селјак во 21 век да се заложиш, да го донесеш за лидер на македонската левица. Години подоцна тој струмички селјак од муабетите на Трајковска наместил нехаризматичен лик без страст да му биде наследник. Јак заплет на една трагикомедија. Добро, вие не може... Точен ли ми е портретот? Вие не може да препознаете страста во мене и на пред... крајот на криштата, зошто па вие би ја знаеле мојата страст? На крајот на краиштата, луѓето почитуваат луѓе со страст околу нешто. Многу повеќе од луѓе со харизма на рестован компир, кои делуваат не само незаинтересирано, туку и како да се во некоја напишана улога која ја играат како вистински антиталенти. Тој главно оценката. Порасновме. Му се чудам на исклучително талентиран, одличен, со прекрасни референции, би можел да избира каде сака да работи како неврохирург. Во одлични години е тоа да го прави, да се чувствува исполнет. Значи, во медицината сум харизматичен, а во политиката не. Па, мислам дека на медицинскиот факултет нема предмет харизматичност и со шарм не се оперира мозок. Домакинката сака да каже дека во медицина си компетентен, во политика не. А окезеноста на фацата при носење на овој заклучок во форма на вратка на опаските на Оливера го докажува претходно поставеното тврдење. Да не се разочаруваме секогаш кога се враќаме дома. Да не оние кои што се иселени или кога јас сум престојал некаде во странство, па сум се враќал тука и сум имал желба и сум размислувал трајно да напуштам државата и не сум го направил тоа затоа што секогаш ми било по-лесно од тука да мечтам за негде надвор, отколку кога сум бил надвор. Ама да нели сте сакале да го направите тоа, ако е точна приказната дека златна виза во Дубај сте барале затоа што сте сакале работен ангажман, веројатно. Тоа е една вулгарна верзија на тоа што сака ВМРО и веројатно во контекстот на кој што... Не, вие велевте дека визата е добиена поради барање работен ангажман. Тоа е на ниво на развој на мојата кариера, кога јас веќе можам да бирам. Ја зборувам за моите помлади години. Кажа и ништо не кажа. Не се докажа. Освен што ова ме потсеќа на онаа на Стево Пендаровски. Ако не бев председател, ќе си заминев од Македонија. И сега Филипче како да потврди дека ако и тој не беше председател на СДС-то, и тој ќе си заминеше до Дубај. Ама кариерниот развој е очигледно можен и како президента на СДС-то. Веројатно политички да оперира мозоци. А Ирлија? Да ве потсетам дека не сме ние тие кои што така се однесуваат кога јас сум користел таков речник. Никогаш. Јас се обидов многу брутално, драматично да направам дисконтинуитет во таа култура на политичка демонизација која што овде трае, не е тоа од сега, туку со години. Кога јас сум користел таков речник. Никогаш. Ај, златен тој! Ај, мајка Тереза тој на политичката сцена. Кога тој користел речник за демонизација на противникот, вака беше со рачето, ви се молам. А Христијан Мицкоски продава бајки дека он се борил за националните интереси. Не, тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Како има тој човек право да го запре патот повеќе деценијски на државата? Од кај му е тоа право? Кој е Христијан Мицкоски да каже не? Каков е тој предавник? Како се они патриоти? Не, предавници се. По принципот на Гебелс? По рецептот на Гебелс. Станува збор за Гебелсови методи. Што прави пропагандата? Идентификува внатрешни предавници. Тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Каков е тој предавник? Не, предавници се. Неколку пати сум ги кажал, станува збор за Гебелсови методи со кои што ВМРО се служи. И тоа не е чудо, затоа што во минатото соработува со фашистите. Тоа е таа групација и тоа е таа матрица на размислување. Тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Това е. Никогаш тој не користел ваков речник. Следно? Ако е ова поважно неврохирургот, тој во принцип ништо не прави без добра анамнеза. Ако можете да пренесете нешто во политика, би требало во рацете да ја имате или да ни ја предочите на крајот на криштата вистинската анамнеза за политичкиот пациент кој што сега вие сте управител. Повеќе од јасно е дека не сте вие проблемот на таа партија, незината тивка смрт веројатно трае малку подолг период. Кога сум безобразна велам, па добро може би е Венко вистинското лице на оваа СДСМ, кога се обидуваат
вас да ве обезвреднат во таа смисла, као се е во ред, само да го пронајдеме вистинскиот лидер. Мојот безобразен одговор е партија што можела на непосредни избори да го избере Димитар Ковачевски за лидер, просто можете да зборувате за партијата, а можеби природно го заслужува Венко Филипче. Но ова е малку игра на зборови. Ако и со зборовите треба да се игра, плюс не знаеше дали да е тажен или среќен, затоа што на крај сепак Таче му го наруга Оливера. Ама тоа е, игрите на зборовите се такви игриви, па да продолжиме уште малку со играње. Тезата е дека ВМРО доби мандат на оваа прашање. Да направи дисконтинуитет со предавството, наводно, 22 година. Гледайте, јас например... Вие тоа на некој начин на почетокот им го признавте или рековте дека ако изборат подобро опкружување за процесот, вие ќе ги поддржите. Во неколку наврати го кажав тоа. Зошто? Поради тоа што сметам дека имаат легитимно право, а јас направив чекори и изјави и во септември, односно октомври 24 година и во март 25 година во Брисел, во која што кажав, целото право е на ВМРО-ДПМН да ја подобри нашата преговарачка позиција, така како што ветуваа. Ајде брз факт чекинг. Во март 2025 ја поддржал владата, ама чим до 7 април истата година не ја подобриле позицијата која СДС-то и ДУИ ја унаказија, тогаш настапи вака. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. И од тој момент навака имало денови каде што 3 пати на ден инсистирал човекот на бугарски измени во македонскиот устав, повеќе и од самиот бугарски политички врв, бидејќи е нормално голем патриот. Ама они немале намера да подобрат нешто, затоа што и тогаш кога ветувале подобрување, знаеле дека такво подобрување не може да се случи. И тогаш застанав зад нашите национални интереси. 2 пати ги поддржав и никако не им го негирав тоа право, затоа што е тоа целосно нивно легитимно право. Се поставува прашањето што е нивната намера. Не, мајсторе, се поставува прашањето што била вашата намера да прифатите рамка која во шизофрената комуникација те е најдобрата на свет и се заштитила, те е најдобрата можна која сте можеле да ја изборите вие и има простор за подобрување во неа. Што била вашата намера? Да прифатите таква рамка која не е добра за нас, знаејќи дека ќе е ѓаволски тешко да се изнуди било какво подобрување. Тоа е прашањето кое се поставува. Не она прашање кое ти ќе одлучиш бидејќи ете така ти одговара. За кое предавство тие зборуваат? Кога се што се случуваше во периодот додека се гласаше преговарачката рамка во цела Европска Унија, во сите земји членки, кај нас францускиот предлог и така натаму, не постои некакво предавство? Па не постои некакво предавство и Бугарија никогаш не негирала. Не знам што се буниме сите ние неблагодарници. Си кажа Филипче, не постои никакво предавство. Чао, журим, решен проблем, луѓе. Што е предадено? Идентитетот, јазикот, да подсетам, првиот договор кој што е подпишан со Бугарија е во 99 година од тогашната влада на ВМРО-ДПМН и тогаш пишува македонски јазик согласно устав. Во вториот договор, подпишан од Заев, исто така пишува македонски јазик согласно устав. За прв пат во рамките на францускиот предлог е чист македонски јазик, кој што го гласат и го прифаќаат сите земји членки на Европска Унија, вклучувајќи и Бугарија. Каде е тука предавството? Не знам стварно, каде е тука предавството? Подобряване на предложените проект за преговорна рамка и проект на заклучение на съвета с цел по-ясно отразяване на обстоятелството, че нищо в процеса на присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз не може да бъде тълкувано като признание на Република България на съществуването на македонски език. Нищо в процеса на присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз не може да бъде тълкувано като признание на Република България на съществуването на македонски език.
Еј, режија, прекинете со оваа антиевропска пропаганда веднаш. Аман, доста Орбан ви наредува. Молам, јас ли ви го пратив ова видео да го пуштите? Епа, срам да ми е и мене за оваа антиевропска реторика. Јас не се согласувам со собственото мислење. Не постои ова, не е точно. Го признаваат јазикот бугарите. Остајне нас, бе, Венко, остајне. Кога ќе ослободиш Алфа, кога ќе биде повторно слободна, ние нема да прикажуваме вакви погрешни видеа. Продолжите, молам, патриоту наш мил. Како е загрозен идентитетот? Ние имаме сериозни придобивки. Тие не обвинуваат, еве како ми викаат сега, еве го Венко Филипче, платеникот на Радев. Сака да го продаде идентитетот. Чекайте. Нашите политики обезбедиле да Историската комисија донесе заеднички одлуки, значи не сме биле оштетени, за 5 историски личности. Уште се фали, ама пазете кои биле историските личности. Тоа се Кирил, Климент, Методи. И цар Самуил. Епа сега, ако ние сме сакали да продаваме идентитет, како тогаш сме го обезбедиле тој дел од Историската комисија, па сега ќе продаваме идентитетот преку Гоце Делчев. Тоа се Кирил, Климент, Методи И цар Самуил. И Наум, Свети Наум, и светите браќа Кирил и Методи, и Свети Климент, оној за чија митра, односно круна и жезолот, можеби некоја позната охридска фамилија со презиме на Ивче, помогнала истите денес да се наоѓаат во Софија, предавајќи ги на бугарските војски. Ама ова е прв пат во историјата, некој да ги набројува ем преку ред, преку трупа, ем како да му се партиски другари. Кирил, Климент, Методи и укочување. Чуварот на идентитетот, дами и господа. Гоце Делчев, за кој што, гледайте сега, плачат секојдневно на телевизија, ќе умрат за Гоце Делчев. Да се подсетиме како го третирале ВМРО ДПМН Гоце Делчев порано. Чеј. Претходно најде да видиме како ти, што викаш, овие ВМРО-вчишчева глумат за Гоце дека ќе умрат за него. Како ти го третираш Гоце Делчев сега и овде, односно пред месец и пол точно? Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име, додека уништуваат се за што тој се бореше. Тој лично би се борел против Мицкоски, против оваа денешна криминална група ВМРО. Видиш, си го присвои за свој сојузник во битката против ВМРО. Венко и Гоце, комити ем војводи. Во химната после Гоце ке стои и Венковото име, бидејќи тој не доаѓа од партијата која го прогласи за деклариран бугарин Гоцета преку устата, пипер во таа погана уста на Стево Пендаровски. Инаку на истиот ден беше и онаа легендарна изјава дека Бугарија никогаш не негирала. Добро, гледайте, кога се повикувате на некакви грешки или кога кажуваме дека нешто е камен на сопнување, треба да знаеме зашто точно зборуваме. Бугарија го негира Што е нашиот точно? идентитет и Гоце Делчев нормално. Добро, ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ете така, ова бе сакам, ова малку проевропска реторика, за да одиме напред. Доста со тоа антиевропското. Ајде малку да слушаме, бе, убави работи, луѓе. На неубавите да затвориме уши. Еве, уште убавини. Имам чувство дека имаат фазни идентитети. Што ќе се случува кога ќе се прошетате на нашиот плоштад? Супер, слушнете, а сега теоријата за фазни идентитети на доктор Венко Филипче. Што ќе се случува кога ќе се прошетате на нашиот плоштад? Античка Македонија, цела фамилија, Пела и така натаму. Каде е Гоце Делчев? На 50 километри од Пела, во Кукуш. 1 саат возење со кола, од Пела до Кукуш. Кој фазен идентитет, дечко? Некоја фаза ти е падната галиба. Или ако го почитуваме Гоце, не сме и Александар и обратно. Иако се родени на 50 километри еден од друг и двајцата се бореле за Македонија. Фазен идентитет ли е Мисирков и Александар Македонски да ги третираме различно, иако се родени во исто место во Пела? Ама паѓањето на фазата имаше и продолжение. На нашиот плоштад, Античка Македонија, цела фамилија, Пела и така натаму. Каде е Гоце Делчев? Таму некаде покрај мостот, на крај пред зградата на Телеком, представен како воин на конј. Каде е неговата главна порака? Маега да! Абе, си прошетал ти на плоштад? Воин на конј е прадедо ни Ацо.
Политички крстен така воин на коин за алиби. Иако Заев и него го опфати во акцијата, ставиче му плочке. Гоце Делчев е карши него, исто така представен на конј. Тука наоколу се и цар Самоил, и Ченто, и Даме Груев, тука се гемиджиите, Јустинијан, светите браќа Кирил и Методи, Димитрije Чуповски, откарши таму е таткото на дедо Ацо, прадедо Филип II Македонски, на плоштадот Карпошовото востание, сите значајни за она што се вика Македонија, повеќето од нив на плоштадот Македонија. Што е проблемот? Каде била пораката на Гоце Делчев? Каде е неговата главна порака, за која што толку многу се ВМРО ДПМНЕ се грижи? Како Гоце го развива светот, како поле за културен надпревар помеѓу народите. Порака која што треба да биде пред собранието, а не пред мостот представен како воин на конј без неговата главна порака. Овој стварно не бил на плоштад, немам друго објаснување. Кој воин на конј Гоце Делчев, дечко, што халуцинираш? И каква главна порака на споменик? Не е реклама на телевизија ова, бе, мајсторе. Каква главна порака на споменик? И сега ВМРО ДПМНЕ кажува и Христијан Мицкоски кажува за идентитетот, кои биле предавници, или тие го користат само по потреба, тогаш кој им треба за дневно политички цели. За каков идентитет и за каква предавство зборуваме? За никакво. Се е лага, затоа што играат на картата национализам и популизам само за да опстанат на власт. Лага, а? Океј, ајде уште малку антиевропска реторика. Ние најдовме решение за цар Самуил, за Кирил и Методи, Климент и Наум и така натаму. Ќе најдеме решение за Гоце Делчев. Премиерот потенцира дека продолжуваат преговорите, а дел од нив ќе биде Гоце Делчев, за кого бугарската страна од македонската бара да го признае како бугарин. Сум убеден и дека на ова поглавје кое што е пред нас, буквално Гоце Делчев како историска личност, но и како историски период, ќе изнајдеме решение во кое што и македонската и бугарската страна ќе излезат како победници. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин. Гоце Делчев е новиот услов за добивање на датум за старт на преговори со Европската унија. Условот стигна лично од бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој порача дека македонците имаат уште работи за поправење и да созреат. Бугарија направи се и тие летнаа во небо. Сега ќе треба да прават компромис во комисијата и со антибугарската реторика. Во ред, неспорна историска вистина е дека се изјаснил како бугарин во тој историски контекст. Тие имаат многу за поправање. Не ме разбирајте погрешно, но додека се спори Гоце Делчев, дали е бугарин или македонец, херои кои всушност се бореле за Бугарија и за Македонија, за родниот крај, и најубавите песни ни се поврзани со нив. И опозицијата ќе ме праша, што прави комисијата? Нека зреат. Северно-македонскиот президент беше првиот северно-македонски политик кој каза нештата може би по најправилниот начин. Гоце Делчев е българин. Отишел да се бие за слободата и автономијата на Македонија. Северно-македонскиот президент. Ивали, како си? Многу добре. Поздрав од Зоки. Да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Ќе најдеме решение за Гоце Делчев. Ете така, после ова може навистина една главна порака на Гоце према ваквите ко тебе да упатиме, а? Ајде, написмено со негова рака напишана. Дали има народ кој толку многу страдал од своите синови изроди, како македонскиот? Своерачно напишано од Гоце Делчев. Ова не е важен текст, само затоа што директно апостолот на македонската национална борба, човекот кој сакал коските да му почиваат во независна Македонија, пишува за македонски народ. Туку и затоа што, ако веќе си измислуваме временски машини, како што измислуваше пред месец и пол Венко, за да тој каже дека би биле сојузници со Гоце. Јас би рекол дека Гоце Делчев ова писмо го напишал гледајќи во иднината. Интервју на Телма со лидерот на СДС-то. И не е ни смешно, трагично е, ама големи сте, вие си знаете. Поздрав од неослободената Алфа. Уште чекаме да не ослободиш, како Гоце што чекал на времето. Доволно со овега и за денес. Ајде, одиме на разговорот во студио. Вечерва со градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Ќе биде многу интересно, ви гарантирам. Ќе го видите во светло во кое го немате видено досега. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. И тука после баја ги време, не знам, може да и година дена,
го имам градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Добро вечер, добро дојде. Добро вечер, Богдан, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на ТВ Алба, на Алфа и на ова прекрасно вечерашно шоу. Се шегувавме пред да влезиме во студио. Доста ти си снимал луѓе во животот. Малце вака од оваја страна на телевизискиот објектив, не на медицинскиот, за оние кои не знаат, ти си рентгенолог, радиолог. Добро, поново радиолог, радиодиагностичар по старо, беше... како и да беше. Се сменја повеќе термини, али она што е сега во пракса е радиолог. Колку ти фали професијата? Професијата, се и градоначалник е професија, но колку ти фали медицината во овој период кога немаш толку време да се посветиш на она за што си го посветил добар дел од животот? Па види, често баја ги време учите, мислам така. Често го добивам ова прашање и не можам да кажам дека ми фали нешто што практично и сега на некој начин го работам. Ето, имам можност да помогнам на луѓе да се обратат до мене за одреден тип на консултација, да ги насочам правилно, да им прегледам некој резултат нормално од делот кој што јас сум го работел од Неки дефицитарни сме на радиолози, така? Па дефицитарни се ние од многу области од здравството и пак ќе се надоврзам на оној дел што го почнавме, временски многу долго трае да се обучи еден лекар. 6 години регуларно студии, факултет, после 4 години минимум до 5 специализација, зависи која струка ќе одберете, тоа се више 10 до 11 години минимум образование, што ви треба да бидете еден специјалист. А понатаму се сите субспециализации, после дипломски студии, докторати и така натаму, и тоа се треба да биде вклопено со она што е секојдневен практичен дел од работата. Немам чувство дека сум ја напуштил професијата, да бидам искрен, и затоа немам чувство дека ми фали како професија, затоа сепак сум се обучил, тоа планирам да го правам и после политичкава кариера во животот. Јас стално велам, ние сме времени на дадената ситуација, без разлика дали си градоначалник, дали избрана некоја друга позиција, и добро е кога имаме луѓе кои што се од професија, без разлика која е, што се реализирани, затоа што тргам од себе, јас помалку сум оптеретен со тоа што би бил кога не би бил градоначалник. Имам што да работам во животот, да сме живи и здрави, ќе си работиш по струка и тоа ти дава една дополнителна слобода во начинот на размислување, во носење на одлуки. Кога имате одредена професија е многу поразлично од кога директно би зависеле само од политиката. Во суштина, да, интересен феномен се може да анализираме. Секој човек од медицината, например, има каде да се врати, има што да прави ако не се бави со политика. Има луѓе кои што целиот живот го посветуваат на политиката и тоа е започито, онака баш се професионални политичари. Не е едноставна работа. Не е едноставна апсолутно работа, но па исто го имаме оној феномен на многу медицински лица да влегуваат во политика. Позитивното е да, би биле растеретени од притисокот дека мора да се вечни. Од друга страна, што мислиш вака, ајде, изземи се себе си како примерно, дали колку се согласуваш или не се согласуваш со, оној муабет, да го кажам, не е некоја општа констатација, но дека кога добар доктор влегува во политика, губат и медицината и политиката. Види, и ова многу вака се наметнува. Дури во кампањата која бев, им беше една од тезите на противниците, дека треба да се вратам во здравство, подобро било. Ова го немам слушнато. Да. Стварно? Мислам, да, така не гласите за Александар добар радиолог? Не во тој стил, него местото е во ординацијата, па сме немале доктори, па партијава на која што Венко Филипче е председател. Да е жив и здрав. Што сакам да кажам, без разлика на која да е професија. Еве, ја вклучувам тука медицината, пошто е најизвикана и најчесто сме нудар дека сме фалеле како персонал и дека не би требало да се занимаваме со други општествени работи. Апсолутно не се согласувам со тоа. Првин кариерниот пат на било која индивидуа не ја дефинира самото образование кое што таа формално ќе го заврши. Тоа е еден само дел
од животот. Многу повеќе ги ценам јас работите кои што се случуваат околу тоа. Затоа што вие може да бидете во една професија, да сте добар, меѓутоа, да немате интерес, да не знаете да допринесете за општеството на било кој друг начин. Јас сметам дека на овој начин многу повеќе допринесувам и сум корисен на двете страни, него да бидам само во здравствениот сектор. Затоа што ние како држава генерацијски ќе се соочиме и веќе се соочуваме со еден голем проблем дека квалитетни луѓе тешко ќе се нафаќаат на општествени позиции, на општествени раководни улоги, да креираат политики, да спроведуваат политики во општеството и со тоа самото општество слабе. Што дека јас сутре ќе бидам добар доктор, реализиран финансиски, научно, било како, ако ние немаме општество функционално за тие луѓе кои што јас треба да им помагам. Така да, ја размислувам во повеќе насоки тука. Времето што доаѓа ќе биде се потешко од аспект на обезбедување кадар во било која професија. Кога се збори за здравството, не се само лекарите тука, имаме се недостаток на медицински, средно медицински, што више не е ни средно медицински сестри, се со високо образование. Нас ни требаат квалитетни болничари, ни требаат квалитетни хигиеничари. Кај нас, за жал, луѓето има голем дел што се срамат од работите што ги работат. И не ги работат како што треба. Секоја работа буквално има своја убавина и своја тежина. Меѓутоа и треба да се вреднува, не само финансиски, него кај нас повеќе се изгуби она општествената почит спрема човечкото се изгуби. И знаеш, јас веќе во неколку наврати во континуитет ова го зборам. Малце како општество затајуваме ние во делот на општата култура, во однос на она што сме го имале претходно како култура од дома. Тргнувајќи од тоа едно добро утро, добар ден на комшиите, што сега е во знак прашалника, не би смело да биде така и не било никогаш на овие простори така. Па што останува за другиот? Почита спрема луѓето, за жал кај помладите, морам да кажам, има многу повеќе негативни влијанија во тој процес кои што се деструктивни, не се позитивни. И ние треба да направиме повторно вредностите да ги стакнеме. Ние почнавме со повеќе работи во Ѓорче. Мене ми е многу битно образованието, сакам да ги истакнам учениците кои што се со освоени резултати. Тоа треба да ни биде мотив. Тие деца треба да бидат вреднувани во општеството. Добри ученици што освоиле, што имаат интерес да одат прејна на тревари, што освоиле награди, добри спортисти, дали индивидуални, дали добри уметници деца. Значи, нас ни треба тие деца да бидат на пиедестал, а не да гледаме глупости од типот да се снимаат како кршеле игралиште, оштетували и да биде тоа некој репер за како треба да се однесуваат во генерацијата. Добро, еве и од каде и да тргнеме, ќе дојдеме до истата констатација дека времето носи некаков регрес во суштина, викаш се помалку квалитетни луѓе ќе се сакаат да се вклучат во јавен живот. Или, не знам, поведението, односот во основната клетка, семејството, времето кое што родителите имаат да го посветат на децата, на правилно воспитување, квалитетот на наставниот кадар кој што ќе ги учи во школа и така натака и така натака. И може тука едно НЗС да најдеме дека тоа е новото дигитално доба, социјалните мрежи и тука се ида до изместување на фокусот, вредностите, желбите, амбициите, приоритетите, точно така. Бидејќи јас сум од она аналогно време кога сме акале по 6-7 сати без мобилни телефони, нашите родители се осеќале дека сме безбедни. Имало дружба на едно поразлично ниво. Но ние времето нема да го смениме. Не. Едино може да се потрудиме да работиме на тоа да ги менуваме навиките. Па и работите средината во која живееме, колку можеме да влијаеме позитивно. Го ценам тоа што преку личен пример сакаш да кажеш дека е важно луѓето кои што чувствуваат желба и одговорност да придонесат во средината, да го прават тоа на секој возможен начин, нели? Не само преку една многу благородна, најблагородна професија, човек од медицината, лекар, односно, конкретно радиолог, туку и преку општествен ангажман. Твојата
политичка кариера не е баш кратка. Па не, Ти си едно колку 15-20 години па може би во 20, па ева сметав пред не имавме родена партија, па и викам јас да видам од која сум. Јас сум точно 22 години, од кои што 20 на години сигурно сум на одредени партиски истурени позиции, а во добар дел и на државни секогаш избрани позиции. Си го водел општинскиот комитет во Ѓорче, си бил пратеник, си бил советник. Председател на Совет бе во 2 мандата. Сега еве градоначелник сум втор мандат. Кога? Таа некако мене ми се испреплетува. Затоа знаете како, јас кога зборам луѓето од медицината и политиката, кај мене е еден специфичен случај што еве јас многу години наназад, тоа практично студентски денови, паралелно сум во двата света и сум можел одблиску да видам и улицата и универзитетот. И кога толку долго време ќе одите вие во еден исчекор во двете работи, тоа е тежок процес, одзема многу енергија, дупло повеќе време треба да потрошите. Мене ми доаѓа сето тоа природно. И сега ја не осеќам терен. Например, има многу луѓе потешко ќе се снајдат, сега излагате на терен со луѓе различни карактери. Добро, а друго ако на 40 години влезеш во политика, ако сте од дете, да кажам, имате време да ги научите и луѓето, и темпераментот, и наравот, така да знаете подобро изреагирате во дадена ситуација. И многу често луѓето и со збор се разбираат се уште. И многу работи за кои што на почеток може имаат некоја забелешка, со разговор, со све успеаме да ги решиме или да ги одложиме за понатамошно решавање. Колку има соодветни услови. Зашто, знаете како, тешко е кога работите во наследени ситуации. Зборам наследени со децени, не зборам за 4 години или 10 претходно, зборам наследени ситуации 30-50 години наназад, од кога се формирале местата на живење. И многу често, поради недостаток на средства во моментот, се правели изнудени решенија кои што не се практични. После носат повеќе проблеми, него што имаат некое долгорочно решение. Така да тука треба два пати да мериш, еднаш да пресечеш во таа ситуација. Медицински отворена рана со ханзапласт. Да не направиш чисто таков проблем, кој што некој после тебе ќе треба да го права. Кариера во политика ме интересира. Имало ли некој посебен драйв, момент, настан кој што те инспирирал, мотивирал, те заинатил можда да влезеш во тој свет? Сега, ако брза математика правиме, некаде по 2001 се приклучуваш. 2004, трета. За референдумот негде беше конкретно... Да, 2004 беше кога референдум. беше? Да, 2004 таа година... Тој ли општествен амбиент влијаеше или Па најмногу тој момент, тогаш ја најдов, да речам, екипата од Ѓорче се запозна, јас не сум бил претходно, не сум имал комуникација со партиски структури, сум имал како студент во организации и таков тип на делување, да речам, ајде поопшто. Не сум бил партиски насочен, сум имал симпатии нормално кон ВМРО ДПМН и десницата и тие убедувања. Не сум бил дел од друго политичко движење, но тој дел со референдумот, моментот кога беше, мислам дека најмногу направи еден импут, една енергија кај мене, да се вклучам во ова. Знам, правевме колони со возила, протестиравме тогаш нормално против таа територијална поделба, така беше. И после тоа некако се надоврзаа локални избори имаше, па брзо парламентарните, се вклучив јас во структурите и брзо напредував во структурите како председател на Унијата млади сили, па потоа веднаш и многу млад бев, 24-5 години, кога бев назначен за председател на општинскиот комитет. И тој момент отвори порта после за цела една генерација да можеме да одиме напред. Мислам дека тие години се клучните, барем кога се однесува за Ѓорче и за луѓето кои што сме таму као тим. Комитетот во Ѓорче, јас го познавам, имам многу пријатели од таму, е навистина еден специфичен пример, позитивен пример за тоа како вие живеете едни со други, без оглед кој на која функција е или на која функција бил, структурално како е поставено. Честитки за тоа, но кога ја спомна новата генерација,
ќе те однесам малце подосна сега од таа 2004-та, 5-та во 2021 година, нели, претходно ти имаш и мал период пауза од политика, така некој... Пауза, не, година дена беше нешто. Така. Некоја... Но може да кажеме дека ти си дел и од новата генерација во ВМРО ДПМН што ја промовираше председателот Мицковски, конкретно на тие локални избори 2021 година. Еве, ако Скопски анализираме заедно со Дарко од Бутел, со Орце тогаш во Кисела вода, со Боби во Газибаба, да, Тимчо беше аеродром. Тимчо аеродром, така, или низ Македонија, Пецак во Охрид, Иван во Штип и така натака. И впечатокот и резултатите од изборите 2025 кажуваат дека добро се снајдовте и добро се покажавте. Што е пресудно според тебе за еден човек да остане нормален откако ќе седне во фотелја? Дали е само домашното воспитување, она пилето што го носиш во себе, или таа треба да има култура во организацијата во која што се наоѓаш, која што ќе ти значи доволно за да останеш со двете нозе на земја? Па, измешани работи се тука. Јас, еве, сите што и кажавте, колегите градоначалници и тогашни и сегашни во вториот мандат се сите скоро. Сем Тимчо Тимчаремо, министер, меѓутоа тука е Деки, исто така генерацијски. Точно така. И јас можеби сум, па не можеби, него најстар сум од овие, од моите колеги. И јас имам 44 години, значи тие сите се од негде можеби 8 до 10 години, па и нешто плюс помали, и ми е посебно драго што на таква енергија се создаде на млади луѓе кои што многу имаат да дадат пред себе. Зборам, веќе се во вториот мандат. Веќе се во вториот мандат, а имаат години пред себе во кои што можат дополнително да се многу продуктивни. Да се многу продуктивни. Тоа е голем кариерен пат. Ја не се сеќам дека сум се заморил, иако имам толку години позади себе. И што е битно во тимот, еве кај нас во Ѓорче, јас нескромно ќе кажам дека ние сме најдобро организираната структура во Македонија на партиско ниво. Од било која политичка опција. Бидејќи во ВМРО сум сигурен дека сме најдобри, тоа па за другиве е мисловна именка. Ние имаме во нашите структури имаме министер Владо Кендо, го имаме Бојан како председател, прекрасен млад човек со енергија кој што навистина е многу посветен и многу енергија вложува во делот на партиските работи. Маријан Доновска, можеби една од најистакнатите функционери во здравството во моментов. Видовме жената со што се справува и какви активности презема во тој дел. Даниел Апостоловски исто кај нас од Борис Трајковски, секретарот на собрание Марина Димовска е исто така од кај нас, така да не заборавам некој сега, секој ми е еднаков близок и вреден. Кога имате таков круг на луѓе пред се за пријатели, зборам, лично, имате многу поголема врска. Затоа што ние сите сме пред се другари и пријатели, потоа сме партиски членови, па сме функционери. Меѓутоа, секој еден внимава да не ја загрози структурата, да не сечие делување на некој начин се афектира на сите. Да. Затоа што пак ние сега кажав десетина еве луѓе да речам што сме најистакнати, пак имаме одговорност према цела структура во Ѓорче, партиска и секако јас сум тука како човек кој што има одговорност према сите граѓани. Истото го прават и другите, пошто се на сериозно високи државни функции. И таа една спрега што за жал не ја има во други комитети, односно во други општини многу, затоа што немале можност таква генерацијски да дојдат. Ја кажав дека ова е процес кој што 20 години ние го тераме. Од тој момент од кога сме добиле создавање на екипата, да. Од кога сме добиле можност да бидеме одговорни за комитетот, јас како председател и сите други во различни структури, рачунајте дека од тогаш се работи ново. Свесно или несвесно? Не било, ништо не се прави со намера и унапред за 20 години, но ако работите добро, само по себе ќе дојде на некој начин. Еве го резултатот и резултатот сега го имаме. Најголеми победи на парламентарни, на председателски,
на локални избори никогаш не сме имале поголема победа. Ќе зборуваме и за причините за тоа конкретно со факти и бројки. Меѓутоа пак ќе кажам, она што е кај нас останато барем е тоа е човечкото, другарството, пријателството и одговорноста спрема луѓето. Има ли луѓе кои што и ден денес, иако си долги години нели во општествениот живот, во светот на политиката, кои што им се прекршил некој стереотип откако имале прилика да поразговараат и да те најчесто вака од луѓе што ќе ги сретнам обичните, мислам што не ги познам луѓе од улица, од теренот кај што одиме, многу им се допаѓа пристапност, приступачност, вака отвореноста, да се изразам по народно. Јас немам бариери спрема луѓето, сакам да ги слушнам. Знам и да не се согласуваме, мислам не е тоа, затоа што они нормално секој сака да му биде решен проблемот, не секогаш може да биде решен, последно не на начин кој што сакаат тие, така да не ми е проблем и да влезам во конфликт одреден, да на прва да не им ветувате нешто тоа дека може да биде да не биде, мене ми е поедноставно така. И ја им го кажувам тоа отворено. Не сакаш да дали може да направиме нешто годинава? Да молерисуваш? Не, ако не може, не може. Ако може, ќе им кажам другата или понаредната година. Затоа што сметам дека работиме суштински високи капитални проекти кои што имаат први неден од кои што интерес ќе имаат целата популација во општината, па решавање на индивидуални проблеми што се заостанати по 3 и повеќе децени, можеме да ги решиме сега, но не ни се приоритет. Ги решаваме имаме простор, имаме време, мандатот е 4 години. Тоа што сме го ветеле во програмата, во голем дел веќе го исполнуваме и до крај сум сигурен дека ќе го исполниме, затоа што не е нешто нереално, а има рекордни 140 проекти кои што се поврзани делумни со градот, може некои инфраструктури, но ете најголемиот дел од тие проекти, 135 се сигурно поврзани само со општината. Колку ти го промени светогледот, искуството да се стекнуваш со академска дообразба надвор во Америка, мислам дека видете, тоа го мешаат често еден период имам поминато на стручно усовршување. Секоја посета надвор е многу корисна. Секоја посета надвор е корисна од аспект што може да видите како ги решаваат проблемите другите. Луѓе многу се поедноставни, ние сакаме да ги скомплицираме работите тука. Еви, при секоја моје одење надвор, секоја патување, можам да сударам во тоа. Ние него премотивно влегуваме во сите ситуации, сами си ги комплицираме работите. За жал, отсуствува комуникацијата често е проблем. Комуникацијата секојаш е проблем. Дали една работа ќе ја решиш или нема да ја решиш како што попрактични се на тоа поле по западот. Многу поедноставни, не се замараат со тоа што прават другите. Ние сакаме вдека грото луѓе, мислам мојот впечаток, тој да се занимаваат со тоа што прават другите, а не се гледа својата работа, не гледа тој колку сработил, гледа колку сработил колегата, не гледа дали тој си ги исполнил врските, гледа дали другите ги исполниле, се чувствуваат некако преоптеретени. Јас сметам дека во Македонија недоволно се работи. Суровиот капитализам таму ги научил да се такви или некоја друга компонента? Едноставно, тоа што морале сами да се борат и колку што вредиш тој систем, мене многу ми се допаја, колку вредиш, толку и ќе заработиш, толку и понатаму ќе се реализираш. Тоа е, кај нас промената на системи, сето тоа влијаело, полтронизмот, клиентелизмот, тоа ни го упропастува системот. Па и во партиите тоа така, и генерално и во институции, и во општество, луѓето не кажуваат стално што мислат, тој пусти страв дека ете нешто може, кубурот знаеш како беше за секој случај, и не ги кажуваат работите како што се. Мене ми е многу жал, знаеш, кога ќе видам колегата Видиновски од Канал 5 често прави некои репортажи, тој има некои релации со Словенија, сега беше таму и снимаше ситуации во некое словенечко село, споредувајќи со како изгледа просторот околу собранието на Република Македонија, и ворете, не сме ние некоја богата држава, немаме извор на нафта, се уште прави. Ма свест немаме. Тоа е. Клучното е, значи има работи што може да ги имаме вака со одлука. Да решиме во овој момент дека ќе бидеме
погрижливи малку. Знаеш како? Ние имаме закони може поише од Словенија и од Хрватска заедно. Значи имаме законски рамки, имаме се едноставно како луѓето да не сакаат. Знаеш, јас имам едно нево чувство кога ќе излезам надвор дека не си ја сакаат средината во која живеат, државата на крајот од денот. Знаеш, многу ме боли тоа кога ќе фрлаат дрва и камења кон државата. Како во ретко која држава луѓето вдека имаат можност и бесплатно да се едуцираат, здравствено осигурување имаат сите категории, и тука јас имам свое мислење, социјална заштита колку што може и не може државата обезбедува за сите категории. Помагаме и ние како локална самоуправа сегде каде што можеме. Меѓутоа овие бенефити, пак да не звучам лошо, луѓето ги сваќаат здраво за готово. Они мислат дека буџетот се пари кои што негде седат и седва и чекаат да бидат потрошени, а тие пари прво треба да се обезбедат, треба да се заработат и потоа наменски да се потрошат. Парите се тие. Доколку несовесно се однесуваат, прљаат повеќе, ние ќе трошиме пари за чистење, нема да трошиме пари за правење на улици. Или пак, ако ги кршат игралиштата, нема да имам пари за нови, ќе треба со истите старите да се крпиме кој што правим. Или да се радуваме на ново игралиште, ваму да ни стоја да работите растурени. Јас порано се сеќавам дека ние сами се одржувавме околу зградите и парцелите се на зградите, ако тревниците, сами сме ги саделе, сами дрвата. На истото место каде што татко ми коса треба или комшиите коса не треба, никој со прст не мрна. И секој чека на општината. И секој чека и, знаеш, најлесно е, тоа што го спомнавме социјалните медиуми, не се тие више социјални мрежи, тоа се адвертајзинг платформи, во моментов кој што ни служат да ни сервира на нас информации, кои што ги се далеку од тоа, на почетокот може и беа платформи за да запознаеш некој или да се најдеш со некој со кој не си се видел долго време и помагаат во тоа, но мислам дека е надмината многу одамна таа нивна функција и дека сега само служи за представување. Нека, знаеш, многу често ќе речат си бил ли, си видел ли. Јас секој ден поминам. На одредени места, примерно? На одредени места. Дали си видел дека тревата е повисока? Дали знаеш дека е вака? Апсолутно дека знам. Зашто пред тој некој да ми каже дали знаеш, ја веќе имам добиено информации од моите луѓе што се на терен, меѓутоа исто такви луѓе ми пишуваат луѓето. И тоа е окей. И негативни коментари се окей, ќе дознаете вие на одредена локација може има некој специфичен проблем. И проблемите се циклични. Ајде, тревата, сега ве гледам тревата актуелна. Тревата искосена секде. Што правиме со тие дворови кои што се неуредени? Ајде да земеме да пишуваме казни, одма ќе биде не чините. А приватен имоти? А плюс казните се многу мали, искрен да бидам. Јас бидел на 10-кратно зголемување. Зашто мора да се стави ред, затоа што ние вака се бориме со вештарки. Мислиш дека тука сейф сити искуството дека е добро? Сега ќе ви кажам, стотици казни имаме ние напишано, по 20 евра мандатни, тоа се односно 10 евра, нели ако се платат во рок 7-8 дена како беше. И многу поевтино има да испрлјаат све, него да го носат ѓубрето во дрисла. Трагикомично, мислам, не е. Знаеш како, тие се некој, земи му колата, земи му камионот, земи му приколицата, да видиш дали ќе фрла ушенашка. Или пак, не знам, стаја му 1000, 5000, 10, 100.000 евра казна нека плати, па да видиш дали нема да го носи во дрисла ѓубрето. Ние се бориме со ѓубре. Со тоа се бориме, со контењери. Јас ги гледам, имам некои и од комшиите, постари луѓе, не можам да им реагирам од почет, сега лично, само што ќе се испразнат контењерите. Од како гледаат, не знам, дали ги пратат камиониве од комуналет што доаѓаат, аве со количките, трчанката од дома, жени сум гледал со колички како носат ѓубре од дома и фрлаат по контењерите и ги пунат. Можда не сакаат да ги валкаат полните контењери на чисто. Како ги спазуваат камионов, се случувало, минатата сабота, мислам, баш дека беше, сабалјот околу 7 саат, негде ги чистат, близко ми се вака и ги гледам контењери, ги чистат сабалјата, се стимнувам, си фрлам ѓубре, излезам бевнеше, околу 12:30 се враќам, контењерите преполни. И пак да ги чистат, значи во недела веќе има депонија околу
Од каде го наоѓа тоа? Што се случува? Стварно не ме... Можеме ли колку би било тешко да ја подигнеме на повисоко ниво културата на селектирање отпад и рециклирање? Осте, се што е поврзано со култура, те молам, стави го на стембе. Значи, нас ни требаат јасни правила на игра. Тоа култура на живење, зборувам. Апели, совест, култура, свест, тоа апелирано е, кажувано е. Добро, сметаш тоа дека државата треба рака да стави значи, да ги... треба да стави рака и да сме по тука да сме по ригорозни, зборам со подршка на полиција, на се што треба од она изрекување казни, затоа што доволно долго време се молиме и се убедуваме како требало, како не требало. Мислам дека заврши тоа време, вага може ќе бидам пооштар и подиректор, но поинаку нема да не биде. Сите држави го решиле проблемот на овој начин. Репресивен, што не е добар, меѓутоа тоа е тоа. Океј, се слагам дека тоа е еден начин на решавање на работите. Еден пример екстремен сега ќе спомнам, Ел Салвадор, Најб Букеле, нели, човек кој што воведе современа диктатура таму, но поради тоа 7-8 илјади бандити ги собра, ги напика во во затвор и сега ја трансформираше земјата. Повторувам, екстремен пример спомнав, но начин на воведување ред со молење очигледно и со замолници дека тешко не ни треба кај нас. Се разбира дека не, се разбира. Зборувам само те сваќам што е поентата и сум го видел. Еве Safe City како пример. Се воведуваше Safe City и 2 недели слушам зошто да е ограничувањето 55. Види, ја немам проблем. Зошто да не е 57? А зошто сега ова? А зошто она? А зошто? И се после месец дена зошто? Нели и тие бунтовниците без причина. Знаете како, се учат да возат нормално низ град. Сите полагаме за возачка. Така у тестовите зашто беше смешно? Ама не, на партизанска пишувало 50 и пред Safe City и по Safe City. Ама така се разбираме, јас кога беше тест периодот не добив ни една казна. И претходно, не дека пазев, толку сум возел. Ете, може сум поспор возач, не знам како да се кажа. Не уживаш во брзо возење. Но еве, на пример, немав ни една, жена ми имаше опомени. Повеќе имаше, на дневна основа имаше. Како после Safe City нема више, нема ни казна, нема ништо. Ама види нешто ми иритира цело време. Ние треба да се доведеме во ситуација некој збораме, Safe City во конкретно, некој да не пази, да не казнува, да ни виси над глава, да ни виси над глава, за да ние се однесуваме како што треба. Во мојава ситуација преведено, што значи? Лежачки полицајци, кај што треба и кај што не треба. Успорувачи на брзина. Ги оштетуваме свесно улиците. Бушиме, па таму се собира вода, па ќе се крене асфалтот. Това кроз некоја година ќе упропасти тој лежачи полицаец улицата. Тоа е едно. Ступчиња. Мораме да ставаме столпчиња за да не застануваме со колите. А го попречуваме во исто време движењето на некое лице може што е инвалидизирано, на мајка со количка. Значи имаме и такви учесници во сообраќајот. Ама ако не ги стави ступчињата, ако не ги стави, еве сега кај што немаме ступчиња, луѓето не може да поминат. Јас од душа чекам Safe City да го воведе вториот дел, каде што коли директно ќе скенираат неправилно паркирани возила и да ги видам сите мои комшија си ги стават колите во гараж. А имаме ли инфраструктура за такви потези? Еве конкретно за Ѓорче. Ама еве, видете сега, ние односно инвеститори. Бидејќи не е само инфраструктура од секој аспект, и доволен број на паркинг места, јавни, кој може да го предвиди точниот број на паркинг места? Кога едно семејство е задолжени се, на пример, при изградба такви се правилата и не може вие да наметнете 2, 3, 5 паркинг места. Не може, да, но врзано е, не знам како е во Ѓорче, со квадрати или со станови. Беше, ама отприлика минимум едно место е на 780 квадрати, пример. На стан, зборам на стамбена единица, минимум едно место. Меѓутоа, најчесто семејства имаат по 2, па и повеќе возила соодветно на потребите. Второ, ние немаме, работиме во моментов на изменен план за катна гаража, кој што ќе ја користат. И тие процеси урбанистички да тешко и многу споро. Не се работи за тоа дека некој не сака, едноставно процедурите траат по 2 и повеќе години. И мене не ме јасно, јас сум човек надвор од таа професија. Зошто толку? Зборам архитектура. Јас сум во таа професија, ама не знам, еве вие појаснете ми, јас сум го дискутирал ова, имам кај мене добар тим на луѓе од урбанизам кои што можат сите практично да ми ги објаснат работи, сум ги разбрал. Јас овој момент со институционална гилотина, како да кажам, во делов на урбанистичкото планирање не можам да разберам. Толку се ригидни
таму работите, а од друга страна па сме обвинувани ние како гранчанци дека правиме не знам што сакаме, маркици даваме кај сакаме. Тоа едноставно е невозможно. Согласно закони, пошто инаку ќе одговараш. Така тоа да. не е нешто што можеш да го скриеш ти, па сега да не се види во... Апсолутно нема теоретски шанси. Меѓутоа, толку се ригидни тие, толку ни оставен мал простор за да се развиваме онака како што сметаме дека треба. Еве на себе сакаме да правиме за млади луѓе, оптеретени сме со X ситуации и не може да дојдеме до брза реализација. Од која природа, например? Па не знам, катастарски парцелите били измешани, кроз годините се појавуваат луѓе, разни наследници, разнични ситуации, но работиме сето тоа да се отклони. Во друг дел каде што дека и институцијата се соочува со институционални ние проблеми. дека треба да има развој од типот на индустрија што е незагадувачка, не е, па не имаме веќе некоја индустрија што загадува. Не ви оставен простор, вика треба да видат домувања, немате потреба од домување. Или обратни ситуации, каде што на места каде што се идеални за да развиваме ние нови населби за домување, таму пак вие индустријска намера. И промена на генерален урбанистички план. И тоа 2,5-3 години ве откажува. Тоа е, знаете како ќе оттерате, ќе има и притисок, луѓе се во очекување на работите кои што сте ги ветиле. Меѓутоа не е едноставно многу споро. Не може луѓето ние како општина која не може да си ги завршиме одредени работи зборам. Да, тоа реков, институцијата има проблем институционален. За нас важат истите правила. Бидејќи за да постигнеме повисоко ниво на ред, нели треба двете страни да соработуваат. И тоа е, но и општината не може сама. Морам да кажам, има многу неодговорни луѓе кои што јавниот простор го сметаат за личен. Се согласувам. По некое стекнато право. Не знам, така било пред 20-30 години, готово. Така ќе види уредниот 100. Не оди подалеку, пред Нова Македонија, кога и да поминиш во тек на ден има 2 паркирани коли. На сообраќајница која што е многу прометна и 2 ленти се, не се 4 па да речиш ајде добро. И сега, освен да ги одерат од казни луѓе до такви навики, не знам како поинаку. Па после казнувале, буџетот се понел од казните, не знам зашто тално има некои такви периодични. Луѓето ќе си најдат причина да си неколку периодични теми кои што ностоп се вртат, се повторуваат, зависно од кое годишното време и завитно од тоа политички дали имаме некои други турбуленции. Тука веројатно и може и не може да се замери на политичките партии. Например, Левица во Ѓорче, како партија што е присутна многу на социјалните мрежи. Знам, има нека посебно посветена инфраструктура во Ѓорче. Мислам дека тие ти се погласни критичари него СДСМ. Па да ти кажам искрено, не се вака сега. Да имам критика, прифаќам од луѓе кои што имаат директно проблем или луѓе кои што имале можност да направат нешто направиле и имаат одредена тежина во општеството. Луѓе што првата работа во денот му е да стане да пие кафе и да биде на социјални мрежи и тоа му е единствена работна обврска во текот на денот, апсолутно не ги сваќам за сериозно. Критиката е добронамерна, мислам ја сваќам добронамерно секогаш. Меѓутоа, без, ако при тоа не видам една нишка на злоба и на некоја лична фрустрација од страна на пишувачот, на тие коментари или од страна на конкретно политичката партија што ја спомнавте, Левица, па и другите, со ништо конкретно немаат излезено периодов, што е надвор од мојата изборна програма. Имате на многу интересна стратегија да предложуваат амандмани и предлози све кои што се веќе содржани во изборната програма или во некои од делови составени на нашиот буџет или на испланирана работа. За да после кажат ете ние беше. Добро, окей. Ајде, тоа е пак ќе оставам во делот на политичко неискуство, тие се помлада партија и сите тие работи, нека си терат со нивните политики, поддршката им е и на едните и на другите тука негде во Ѓорче. Мислам дека и СДС негде оди на трето место, во добар правец е натака да фати, со нивната структура и со поставеноста која што имаат. Ја искрено да бидам, стварно не ќе да ги коментирам. Ниту па се занимавам со нив, ниту па некогаш сум се занимавал. Со што се мериш? Значи ја 20 години. Со што се споредуваш? Не, со што се споредувам? Се споредувам со тоа што ми е лична цел и со резултатите кои што сум ги направил или не сум ги направил. Значи јас сум многу одговорен во тој дел и единствен репер ми е тоа што сум ветил, што сум
изреализирал или што имам уште за работа. Апсолутно до мене не допираат овие работи кои што доаѓаат како отровни стрели, па не можам види ја ако тама работа, јас сум избран од луѓето со моја изборна програма, со проекти кои што јас сум ги ветил и проекти кои што текомно се реализираат во период до 6 месеци од вториот мандат, имам ќе ги кажам сите проекти кои што сме ги започнале од таа изборна кампања. Некои биле више при крај се завршуваат. Имаме добри 3 години за тие другите работи кои што во меѓувреме не се за повеќе од 3 години, во меѓувреме не се започнати. Значи јас сум тркач на долги патеки. Значи јас не идам да трчам спринтови или пак да се тоа работа ако секој ден се ослонувам јас на тоа што тие ќе го кажат како дневна политика. Добро, нели, но обидот е тука ама нема политичката обид. пропаганда поради други околности. Александар, пример, доаѓаат парламентарни избори без оглед дали ќе се догоди или таа поне, се поради тие, ајде ќе улираме во Ѓорче. Ќе имаме наплив на аферашење, така наречено. Лоши вести. Апсолутно, види, за секоја афера, за секој обвинение за криминал си постои институција јавно обвинителство. Значи, ако искачате и кажувате вие дека одреден функционер, не знам, крадел, правил, бојрум, поднеси пријава, нека се процесира, нека иде човекот на суд, нека се докажува. Ама тогаш ќе го нема спектаклот по една недела, да се пишува за темата, да се кажува. Па знаеш како они, мислам тука, се надеваат на моментот 100 пати кажана лага станува вистина. И поминува голем дел кај луѓе. Значи, ја гледам по реакција, пишале ова, посебно по возрастниве, сам нормално за нив интернетот е светиња, и они мислат дека све што ќе се најде на интернет, дека се или оние Viber групи се уште по underground. Така, по Viber групи. Viber, Telegram има секакви, апсолутно. Али да, во право си така. Ако вие како политичар не си поставите одговорност, да чувствувате одговорност лична, зборам, утре ти бие срам, ако си излажал, ако одредена работа не си ја завршил. Тебе да ти е срам. Лично да го чувствуваш тоа како нелагодно, тогаш веќе тоа е друга работа. Меѓутоа, ако земеш ти да се занимаваш со нешто пишуваш на Facebook, тотално не ме интересира. Се пофали дека може дека ги знаеш на памет сите проекти и тоа не само сега во емисијава. Пред некој ден кога се договаравме, па добра работа ми е тоа. Океј, тамам, не, ама добро, ова е интересно и пред јавност ќе го кажам. Се договараме вака и викам дај ми некое лице, мислејќи, не знам, од PR тим или ова, со кој што ќе може да поразговарам за проектите кои се во тек, кои не се почнати, кои се завршени, и ти ми пише јас сум тоа лице, во смисол дека располагаш со сите информации. Ценам да живееш со проблемите, со обврската. На што си најмногу горд или од што си најзадоволен досега, од што си најнезадоволен или што ти е онака мака што досега не си го завршил од планираното? Па види, може да зборуваме пошироко и од 21 до денес. Па да, така мора да се земе во тој контекст, пошто има работи што се префрлаат последична поврзаност работите. Ако вака сега се вратам на почеток на, да речам, на оваа политичка кариера како градоначалник, какви беа почетоците, до кај сме сега? Сега е песма лета, што викаат. Нашиве северни соседи, на вистина поминавме за еден многу тежок период. Не ќе да зборам више тие што наследивме, како тоа е поминато. Долгови и така натака. Тоа све е завршено, мислам со време, меѓутоа беше тежок период. И период после кој што воспоставивме, па ни помогна тоа. Значи жива вистина е она која ќе рече дека катарзата што ја поминавте, тешките моменти ствараат силни луѓе, и убави пракси, све убаво прават. Значи кога е све окей, стави се едно камче во чевелот за да те подбуцнува нешто, да знаеш дека може да бидат поинакви работите. Ние во изминатиот период, јас кога се навратам, од тоа што се радувавме, например, јас сам сум фарбал игралиште. На тоа ми се смева мене политичките опоненти. Сам фарбавме првото игралиште во Волково, се сеќавам, со група на дечиња. Немав како, немав пари, го фарбав заедно со нив. Има слики за тоа, постојат. Као го правевме и тоа беше наидено на подсмев. Запослем година денат, година и пол, да го имаме таму најубавото игралиште с преку 1400-1800 метри квадратни тартан подлога нови. Значи, успеавме од пепелта да се издигнеме, еве го тој пример секаде го кажу. Зашто знам, јас сум бил таму. Успеавме да направиме не едно, успеавме сите игралишта, 11 или 13 спортски центри направивме. Од обични љуѓешки спортски центри направивме.
Пољана, например, ке веле леп, не поканувам сите да дојдат да видат Пољана навечер во хром како изгледа. Со вештачка трева, со тартани, исто во Даме Груев, исто во Волково, исто во Мирчацев, во Беровски, во сите школи. Нека да дојдат, еве сме пример општина, да дојдат да ги видат нашите игралишта. Во Тихомир Милошевски. Кај да дојдат, еве да речам во тој дел, пошто некако вака го начнавме. Значи, од едно фарбање сам на игралишта, стигнавме на момент да сите тие ни се направени и во моментов 3 правиме нови фитнес зони, најсовремени, на 3 локации во Ѓорче. И во рурален дел, и во урбан. И во контекст на она што го зборувавме за новите навики, нов начин живење, ова е апсолутно важно спорт и рекреација. Ова е важно. Да. Зашто вие им создавате луѓето нешто што гледаат на телевизија, сега може да го практикуваат. Играат, одете, прекрасни се игралиштата навечер. Мене Мирчацев ми е близко, деца има до 11 сат на спортските терени, на кош. Значи тука се собираат. Малскиот живот ние го, тоа ми беше поентата. Да децата често ми замеруваат, имало деца во школските двори, па кај треба беа деца? Тие школски дворови се за нив. Така е. Се додека ги користат они, не прават штета. Така е, На точно. другиот идеја јавно апелирам да внимаваат како се однесуваат, супер се до сега, еве оваа година сега за сега немаме проблем. Колку ќе си ги чуваат, не сакам да бидам приморен да им ги затварам. Како се штитите стварно од вандализирање? Има ли Имаме ние инспектори комунални како ние се први имаме добра соработка со полициската станица. Во делот на вандализмот може да ве сочува само полиција со навремено реагирање, а тоа дека се обезбедени училиштата со алармни системи, со видео надзор, тоа е друго. Меѓутоа отворените простори се повеќе. Да, деновиве грди снимки гледавме од некои. Па сега ни се повторуваат тие. И кај нас имало такви ситуации. Не излегло може Видео, да, но имало. Што беше, но имало. И ние тоа сме го решавале во од, и тоа ви одзема безпотребна енергија. Покрај ова игралиштата, знам и со бројот на километри да, на асфалтирани така улици, почнавме, предпоставувам дека си. знаеш како, тоа улиците ни беше ударно. Ја бе свесен. Ѓорче без скал, така се кога беше една дојдов, точка во програма. беше една во првиот мандат беше носечки проект, да кажам тој, затоа што од моето искуство од претходна, кога сум председател на совет, го имав поминато повеќе пати целиот терен и знаев на што луѓето најмногу имаат замерка. Ние во тој период во Ѓорче На неживење во 21 век. Претходно, Така. ама пак ќе кажам има све причини и последица што и кога се направило. И во тој мандат Сокол Митровски која беше како политичка партија ВМРО ДПМН и влада тогашна на ВМРО во Ѓорче сме ги поставиле постулатите за развој. Тоа беше 13-17 или Па тоа беше 2013? 2006-2005 до 2013. 2013, да. До 2016, извини. До 2016. Да, 17 Србија. 16-17. Значи, до тој период, во Ѓорче, морам да го кажам ова, зашто тогаш сум човек кој што дава признание и апсолутно немам проблем со тоа, и на Сокол Митровски, и на Коце Трановски, и како граначалници. 3 кружни тека, отварање на Ѓорче кон Скопје. Заборавиле луѓето дека во Ѓорче стоидеше по една кршлива улица, странично кај старото пазарче, со неадекватна инфраструктура. 3 кружни трека, пробивање на Партизанска, пробивање на Волковска, првата реконструкција беше тогаш, ставање на канализација во руралниот дел и се друго што значи основна инфраструктура. Не се успеа да се средат сите, дури јас кога дојдов 21 година имаше огромен број улици кои што беа за правење. И јас се фокусирав силно и целосно на тој проблем. Ние до кампањата негде ги броевме околу 250 улици и краци, над 40 километри асфалт, односно нова улична мрежа, а во истиот момент имавме 90 нови. Преку повиците од влада, кои што исто беа во 40 километри, тие 90, пошто имаме и подолги тука улици, се околу 40. Вие и тие ги реализираме сега, до крај на годинава ќе ги реализираме тие, значи ние ќе имаме еден пул од околу 350 улици, краци или 80 километри улична мрежа во Ѓорче. И тоа со пробивање на нови улици. Волково, Орман, нов пат. Целосно нов го смени начинот на живење и можностите за развој на тој дел. Социјалистичка зора пробиена. Големите улици направени, Радушка во делот и со Црногорска и Црногорска паралелно на сервисните улици, атмосферска канализација, фекална канализација, горен строј, осветлување ново, таа е главна артерија во Ѓорче.
Никола Вукмировиќ, Вера Циривири, трена во централниот дел. Сега правиме Воин Драшкоци, 1 километар улица. Имам реакции, да, може трае процесот, но 1 километар нова атмосферска линија, ги спречуваме поплави, спречуваме запушување на канализација и жителите на Хром ќе возат по нов асфалт, по нов колодвор, со нови тротоари. СЗ-03 го решавам, имам подпишан договор за решавање. Најгорливо прашање ми и фокусот го ставам на тоа. Делот меѓу Даме Груев и Ново село, на селбата позади Кам. Имам договор, довршуваме со подготвителните работи, еве, и таму во најбрзо време ќе почнеме и таму да им го срежуваме цела насава. Стотици улици се направени во руралниот дел. Во Мала, кај што претходно никогаш не било влезено, кај што луѓето немале соодветни услови за живот. И тоа што е минимално останато, и тоа ќе го завршам до крајот на мандатот. Колку е Ѓорче привлечно за економски оператори, например, вака? Како стоите на поле на инвестиции? Видете, има мали фирми, Ѓорче, има и неколку големи фирми. Мислам вака што се позвучни во јавноста, но повеќе се мали, кои што оперираат во помали површини. А има интерес, пример, за онаа внатрешна миграција скопска за... Има сега повеќе за тоа што па сме се уште поевтини по квадрат стан, пошто отидува многу високо цените. А квалитетот на живот па многу е подобар од други. Од центар, например, па и од делови на Карпош сме за кисела вода не прамуват. Ти ќе ги дигнат цените сега. Ќе ги дигнат. Да го извадиме, режија, тргајма. Како општина немаме нешто многу голем бенефит од тоа, тие што ги креваат цените. Јас сум разговарал зашто е тоа така. Мене не ми било луѓе, меѓутоа логиката е дека пазарните услови се сменети. Поборувачки дека луѓе затвараат пари во недвижени. Па не е само тоа, основата на чинење она што влегува во пресметката е многу поскапено. Не знам, од тоа земјиштето колку чини до работна рака до се. Земјиште и работна рака, да, иначе материјалите се 17 до 30% поскапени од војната во Украина до денес. Тоа плюс. Сега не сум навлезен од толку, не можам да прецизирам. Инфраструктурно, школи, градинки, како стојат работите таму? Градиш нови, доградуваш? Во фокусот ни се најмладите. Зошто? Ние сме единствена општина во Македонија кај што во моментот се доградуваат 3 училишта. 3 училишта, Јоаким, Страшо Пинџур и Јоаким Крчовски, Страшо Пинџур и... баш во функција на школа да се за еднодневна, не, тоа се во функција да започнат со целодневна, едносменска настава. Ние го почнавме тој процес при некоја година во училиштата кај што имам услови, сите ми се едносменска. И Беровски, централното, Мирчацев, Ѓорче Петров, училиштето Тихомир Милочевски, со ова ќе го затворам процесот. Додат едносменска настава, градиме ние вкупно 24 училници во моментов. На 3 локации, веќе се работи и имам ветување дека карабините ќе бидат завршени. Летово ќе може да се работи понатаму внатре и би сакал во најбрзо можно време условите на сите дечиња да им ги подобриме, односно да идат во едносменска настава. И на родителите. И на родителите. Паралелно со ова, за прв пат во Ѓорче во исто време се градат 2 нови детски градинки. Во Дексион и во Стопански двор. Таа во Стопански двор ми е во поодмината фаза. Гледам се и фасадата е поставена и внатре преградни зидови. Наградената кај беше? Наградената беше во Волково. Сонце, да. Прекрасна градинка. И таа пред 2 години ја отворивме. Така да со капацитетот на овие 2 детски градинки нови, што ќе биде околу 250 дечиња вкупно, дополнително ќе го намалиме притисокот. Работиме на носење нов урбанистички план со уште 2 нови градинки, така да јас засилено на вистина сум посветен на решавање на тој дел заедно со тимот во општината, што мора многу пофала. Најголема мака до сега вака камче во чевелот, нешто нерешено, нереализирано. Поголема мака здрави. Добро, пари се кои се фалат. И во тој дел сме Како ви е реализацијата на капитални? Ние до сега, еве, баш пред да дојам за емисијава прашував, ние до сега имаме реализирано само оваа година 100 милиона денари капитални инвестиции, што е многу повеќе од било која друга целокупна. Еве лани ни беше најуспешна со 172. Ние сме на пола од годината, веќе повеќе од тоа имаме како реализација. А претходно не правамуваме. Значи претходно цели години сме имале по 60, 70 милиони капитални. И ние сме карактеристични по тоа што над 50% од буџетот, од реализираниот буџет
велам, ние завршува во капитални инвестиции, па во стоки и услуги, па тек на трето место се платите и сите оние други надоместоци, што укажува на структура на развоен буџет, на буџет кој што се грижи за своите граѓани и укажува на посветеност и на работа. Ние во однос на апсолутни бројки во моментот по приходи сме подобри од сите други години, имаме пари за да си ги подмириме редовно активностите. Во моментов, во Ѓорче се реализираат преку 24 проекти на различни локации. Јас со нетрпение очекувам да стартува изградбата на новиот мегапарк Македонија, на кеот во Вардар, на кеот на Вардар до игралиштето Македонски лавови кое што е. Кога е тоа планирано? Па таму сме потпишани со сите договори за изведба и за надзор. Очекувам припремните работи да почнат што е можно побрзо. Тоа е заеднички со град Скопје? Не, тоа е проект кој што го финансираме ние преку повикот од влада. Значи таму ќе биде 18.000 квадрати парцелата. Нов плоштад, нов парк со нови зони за рекреација, нова трим патека, мислам дека околу 800 метра за трчање. Имаме прекрасен кеј тука, така да ова само до крај на мандат ќе биде? Не, сега треба да биде тоа, почнеме. Сега не знам рокот како би го дал. Ба не треба нешто, мислам посебно би го чекале есенскиот период за садење. Сега греот не се сади сега, треба или дрва било што, мислам нема да добие ефект, но со реализација би почне најбрзо што може. Добро, се уверив дека навистина ја владееш програмата и имаме некој така 8 до 10 минути. Само што толку не стана. До крај, да, толку остана лет на времето. Сакам малку да потарашкам по материјалот, колега, да видам дали и за другите теми сте спремни. Ајде, добро. Колку следиш и колку се занимаваш и со политиката на владата на државно ниво, со надворешна политика, внатрешно политички односи, консензус, немање консензус, општи случувања во земјава. Се наоѓа ли време и за тоа? Не, генерално сферила меѓутоа поопшто, може не сум навлегол детално во темите, секако темите што не се од национален интерес ми се приоритет да ги пратам, да знам до каде се атмосферата во општеството. Па атмосферата во општеството како оценувам. Во однос на генералните политики, мислам дека треба уште повеќе енергија да се вложи, затоа што ние, проектите супер, владата, видите вака, ние на влада до сега не дава таква поддршка на локалната земјица, на локалните самоуправи. Со тоа, ние стотици, илјадници може се проекти што се реализираат во моментот во државата како резултат на заслуга на премиерот Христијан Мицковски на владата. Ние на влада до сега тоа не го направила, така отворено и така транспарентно. Да ние реалните потреби на жителите со пари кои што ни ги обезбедува владата да ги завршиме на терен. Тоа е многу видливо, јас јавно кажувам голема благодарност. Во делот на политиките во однос на другите работи, искрено не можам да кажам дека сум целосно во тек, имам премногу работа дома што се вика, за да и можам вака да следам, не сум во ситуација да се вмешам во некои такви процеси, гледам мојата работа, но мислам дека треба уште поенергично да се веројатно и реконструкцијата која што во моментот се готви. Го следев внимателно премиерот, го разбирам целосно. Во секоја една работа после одреден период замор на материјал. Свесно или несвесно, знаете како кај сите нас различен е прагот на заситување. Од работа. Ја некој сум се заситил после 20 години, сакам уште да работам. И се сметам дека може уште. Дека може уште повеќе, дека има уште работи кои што може да се направат. И ги правиме тие работи. И сакам да правам. Меѓутоа, изгледа не сите така го чувствуваат тоа и обврската спрема народот кој што на крајот од денот не избрал. Пазете се, и нашата работа е поврзана со работата на ресорни министерства, органи и све. И сето тоа треба, сето тоа, како што ви кажав, ние ако сме тимот од Ѓорче, и ако функционираме супер како луѓе, затоа што имаме респект еден спрема друг и внимаваме нашето поведение да не го наруши поведението на другите, да не го извалка и образот. Да не го извалка и образот, да не се срамат утре од нас нашите пријатели што извршуваат сериозни државни функции,
Јас не гледам причина зашто и другите така не се однесуваат. Значи ќе си седнат, нема тука. Толку многу луѓе има работа. Еве, ова вака јавно го кажувам. Толку многу има и ќе има уште поголем недостаток на луѓе. Нема причина луѓето да се кара, да се тепат за функции, за не знам што, и да се гледа дека се вечито на една позиција. Значи, таа е реалната состојба. Се кара со човекот, сутре може ќе го бара да му биде соработник. И мислам дека ако суетите се надминат, нема што да делат они. Ако делат многу, па може на крајот да завршат и по други институции. Разбирам. Последно прашање, спомна дека не следиш предетално се кога се во прашање на националните теми, бидејќи имаш работа дома, мислеше на општина Ѓорче Петров. На крај сакам да те прашам дали па и дома, во домот те впрегнуваат малку во работа, дали Овде да се пожелам јавно се. Да, те молам, ако смееш. Треба се вратам после. Па добро, затоа внимателно, политички коректно. Да, во завиена форма така. Зашто си дома најодговорен? Во кујна има ли операции? Ајде да не кажам за све, еве. Делумно, не. Шала на страна, има делови. Ако треба во Охрид ќе ти најдам, пошто супругата ти е од Струшко. Да, имаме вака една добра тампон зона езеро, ќе биде на безбедна дистанца. Во Лин треба дојме. Да, добро, уште поубаво може слуша. Не, немам проблем со извршување на домашни задачи. Повеќе или помоце, разбирање сигурно имаат, бидејќи 20 години. Апсолутно, да, не можам. Тука семејството ми е голема поддршка. Баш вчера седевме и поголемиот син, веќе ми е тој студент, и ме прашува нешто, тато, што правеше ти која јас бев многу мал. Ја му викам, многу малку бев дома, за жал. Немав тогаш многу време, паралелно почнуваше оваа кариера, ја млад и се оженив и студент бев и све ми се собра. Меѓутоа, еве, сега добро е, фала му на Бога, све кој што треба. Дома, апсолутно и сам се зарадам во врски. Не сум човек што ќе седи на страна. Кујната ми е огромно задоволство да работам. Зборам посебно меса. Јас не јадам зеленчук, многу ми е месар сум. И во тој дел кој има нешто. Во кујната, секогаш ми е вкујна ли било скара или нешто што е за готвење, апсолутно не ми представува никаков проблем. Амерички начин со многу зачини или македонски начин? Па јас во делот на зачините гледам на основните да се задржам, да не ми е по пренатур. Сол, бибер и не знам што некои такви ми роди ситни. Тој вкусен, ние сме научени на тоа. Мене не ми се сваѓа, немам премногу сосеви, безпотребни калории, нели треба да пазим и на тој. Да, иначе знам све. Еве роботот прво смукал како го пуштам. Браво, добро. Како активност, ете и за тоа. А на апликација или на дугмето таму? На апликација ми е сетирано кој што треба, на дугмево се бунам, да ти кажам, не знам. Се бунам, така, не знам, и со други, за апаратите дома, јас сум тука. Не сакам приматот да ми се одземе. Знам дека ако не си студирал медицина, прва љубов дека ти била ветерината, имаш по дома. Имам еден сериозен пес, Роки, јоршиски терет. Чиво обрска е? Не, моите ме тера. Ај ќе кажам дека е поделен. Вака во јавност ќе кажам дека е поделен. Браво. Мислам дека овој беше покоректен одговор. Супер, одлично, така треба, затоа што сепак човек треба да си се врати дома. Види за кратко. Треба пропнам на врат. Да не те чека пред врата териерот и да сме живи и здрави. Со знак на него. Шетајте. Александар, ми беше чест и задоволство на вистина вака што направивме еден малце поширок, пошаренолик разговор, бидејќи искрено сеам дека е убаво луѓето да ве запознаат вие кои што сте добри примери, луѓе со работна етика и со реализирани проекти зад себе, сепак да ја запознаат и филозофијата на живење, која што придонесува за да има некаков ефект во средината, можеби тоа ќе мотивира некој да се вклучи во општествениот живот или на крај на денот да си тргне некои стереотипи кои што ги има во однос на политиката, бидејќи од низ зависи целокупната живеачка. Ти благодарам за одвоеното време и се гледаме во следна прилика. Благодарам, ми беше задоволство и супер што се поминавме вака сат време, поминавме. Па и повеќе малце. Супер. И ако шетате со куќето, јави се. Важи за после. Ви благодарам што останавте со нас до самиот крај. Ова беше петочното издание на вечерното шоу. Наредна средба, четврток по 22:30, дотогаш стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро на Македонија, главата горе.